Клучното прашање на кое постојано се бара одговор, а никогаш не се наоѓа, останува повторно да лебди во воздухот. Како празен балон над ликот од стрипот, во кој главен е секој жител на ова парче земја. Каква е македонската ситуација? Реално, оние што се директни посочуваат на недостиг на неформално образование, односно на традиционално воспитување, кое во комбинација со неквалитетен школски систем продуцира само полупроизвод, кој лесно го адаптира стекнатото незнаење на современиот начин на живење. Каква е македонската ситуација? Да фоли ни фјаоли. Препара школе скиша, кошијене раушит. Сот школевона идута. Ско спас. Смрт фашизов. Слободо народ. Добро, тој систем во којва крилатица доминираше, сепак во голема мера е застапен и во актуелниот јавен живот. Една од неговите последици е тоа што тој диктираше и се уште провоцира таков однос со барем еден од комшиите, за кои натаму има нулта толеранција, а тоа баш ја компликува и онака замрсената сегашност и иднина, свртена кон минатото. Каква е македонската ситуација? Ако не ви се допаѓа начинот на кој што македонската држава ги третира, еве да речеме бугарите кои живеат во земјава, зошто сте тука? Зошто едноставно не одберете Бугарија за живење? За да посочам на шовинизмот кој го содржи вашето прашање. Значи, тоа истото како би го рекле на германците кои живееле во нацистичка Германија, не се согласувале со тоа. Значи, вие ме бркате од тука. Никој никого не може да избрка затоа што разликата во ставовите не смее да биде причина за нечија депортација од татковината. Може би затоа е прикладно да се прифати сугестијата дека во премногу жештена атмосфера. Само времето е тоа што може да помогне да се смират очигледно зголеменото ниво на страсти. Каква е македонската ситуација? Добро е надвор што заврна дожд, немојте да ги палите граѓаните. Полека, смирено. Тоа непотребно лачење хормони е потребно да се регулира, оти факт е дека и покрај поволната метеоролошка прогноза, топлото лето кое беше најавувано, поради неповолните климатски услови во Германија и во Франција е пролонгирано и годинава, со сигурност, ќе биде михолско. Каква е македонската ситуација? Од Брисел, без оглед што таму патуваше и Пендаровски, беше и Заев, доаѓаат наоблачени облаци. Таа маглива магла, таа секавична молскавица, тој дождлив дожд, тој амбиентален амбиент кој се надвиснал над Македонија е само добар повод за уште еднаш да се постави најважното од сите прашања. Каква е македонската ситуација? Од почеток. Значи, да повториме. Државата пак ќе биде на испит во октомври, а саботажата, откако расчисти во јунската сесија, од септември запишува нова година. А до тогаш? Опростите, за политика уопште не сакам да разговарам. Јас сум поетес и мене ме интересира само поезијата.